И здраво бацање, како сте и добро дојдовте у ново видео. Како што можете да видите, јас сум целиот затнат и сум болен и се надевам дека нема толку лошо се слуша како што јас се слушам сами од себе си. Океј, не се слушам ни толку добро сами од себе си затоа што дури и ушите ми се затнати. Како и да е, после доста долго време конечно снимам фейскем и тоа го снимам за посебна прилика. Денеска снимаме For Your Детството 5. Нема видео, а нема ниту ден да не добиам барем еден коментар за тоа кога For Your Детството парт 5. Еве For Your Детството парт 5. За парт 6 ќе правиме муабет на крајот на видеото. Првата фора за денеска е малце литературна, научно литературна и не би можел да знае секој, поточно не би можеле секој да го заебете со оваа фора, освен ако нема читано книгата Крпен живот. А таа фора иде вака. Абе брат, од кој писател беше една книга на Крпен живот? Па, мислам Стале Попов. Да ми скокаш на Топов. Колку е добро да си баце, право баце што одма ќе те сиебе. Втората фора за денеска е доста солена и навредлива и може доста проблеми да ви направи со вашето другарче. Но ако више сте решени, ќе имате линк во дескрипција за да го симнете тоа што ќе го видите сега. Абе брат, мајка ти ми кажуваше ти еднаш дека има скокано со падобран, така? Да, бе, има скокано ти кажував тогаш, нели, да. Најдов слика на интернет кај што паднала. Колку е добро да си баце, право баце што одма ќе те сиебе. Ако се уште не сте скарани после оваа фора, имаш фора да направиш уште една фора. А таа фора е многу слична на претходната фора. Исто толку солена. А таа иде вака. Абе брат, вчера видов мајка ти. Супер. Чекај. А како имаш видено мајка ми која ти не знаеш како личи? Ја немаш запознаено. Па е препознат поради тоа што имат исти бркови. Колку е добро да си баце, право баце што одма ќе те сиебе. Четврта фора за денеска е посебна фора. Морам да признам, можеби некој ја знаете затоа што не е толку непозната фора, но сепак е доста добра фора, а таа иде вака. Абе брат, идеш по геј парада онака и ти паѓа ранецот. Ќе се наведнеш ли да го земеш? Па не. А што бараш на геј парада? Педер. Колку е добро да си баце, право баце што одма ќе те сиебе. Петата и последна фора која што можеш да му направиш на твоето скоро па бившо другарче и воедно можеш да му наштетиш на вашето скоро и онака распаднато другарство е оваа. Абе брат, во реченицата ти никогаш си немал девојка. Што е ти? Па ти е лична заменка. Не брат, ти си педер. Колку е добро да си баце, право баце што одма ќе те сиебе. Океј, толку беше. Не можам више го трпам ова. Тука завршувам. Чекај, што правиш? Не, те молам брат, не.